Нашиот законодавен дом е вистински расадник на ѕвезди. Во секој од нив блесна по неколкумина. Во првиот, или како што се нарекуваше пионерски, Тодор Петров, или попознат кај новинарите како мистер Амандман, поради големиот број на поднесени амандмани. Но тука беше и Митко Атанасовски, кој што се прослави со изјавата дека и врапчињата ке пеат ВМРО, ВМРО. Дали беше Митко Атанасовски визионер за денешното време, времето ќе покаже. Потоа доаѓаше вториот парламент, оној без опозиција, што значи стерилен, здодевен, неинвентивен. Но на парламентарното небо се насетуваше нова ѕвезда. Синоќа во 24, уствари у 0:10 часот, у 0:10 минути часот до 24, понатака, значи у 24:010. Значи, да, не е како. Јас сум Кока-кола за вас измислил. Новинарите, кога не го истретираа како светски бренд, за малку жива глава извадија. Треба чутек за вас, затоа што вие работите за пари и вас вие сте платени, вие сте платеници и ЦИА. Вие сте ЦИА. Вие соработувате против државата. Не донесувате за државата. Снимајте слободно. Се појавија и други помали и поголеми ѕвезди и ѕвездички. Да не се чеше таму кај што не го јаде. Ме молам, седите на своите места. Ме молам, прекинувам седницата. Кога бил премиерот Груевски во Швајцарија, на посета ги прашал, вика, бе, зошто имате Министерство за морепловство кога немате море? Тие му одговарале, па зошто имате вие Министерство за финанси? Благодарам. Но Амди упорно го држеше приматот. Немој да не заборавате дека сме држављани на Република Македонија, најстароседелци со Александар Македонски дојдени на времето. Додуша една пратеничка многу му се приближи. Мајко, сопруго, бабо, свекрво, што е проблемот со тебе? Што е таа агресивност да тепаш мажи во собранието? Блесна и цела опозиција со метлите. Надвор пред собранието не е изчистено, ве мола, можете таму да појдете метла да земете да го чистите собранието пред дворот. Се покажите денес, има 10 слободни места во Битола за метлари, слободно можете да ги земите тие работни места. Ви препорачувам, земете една метличка и вие изметете се од парламент. Ромите се чистачи. Чистат секаде, сега вие со овие метли ни го одземавте нашето работно место со тие метли. За жал, затоа и ни треба избори. Во овој парламент да нема представници на ромите кои што мислат дека ромите треба да бидат чистачи. Сите работеа вредно и макотрпно за да не ги засени некој, а една актуелна пратеничка го најде веднаш вистинскиот рецепт. Па и за тоа што го нарекувате председателот на државата послушник на ВМРО-ДПМН или нас како пратеници, не вреѓате. Јас лично се гордеам што сум послушник на Никола Груевски. И послушничката го слушала и гледала само лидерот, но не забележала што и се случува по дома. Не забележала дека не добро, туку повеќе од добро живее. А тоа не може ни со плата, ни со шверц на долен веш, ни со забранет алкохол. Не го слушна ни екот на детонаторот, иако кај неа по дома апсеа и тоа не било кој, туку оној со кој дели перница. Ама нема зошто да знае, таа ќе си чека што ќе ја каже лидерот. И нормално ќе го поддржува и детонаторот, а за прозивките да си даде оставка се прашува зошто. Па тоа бил само сопругот и замешан во афера, за која нејзината партија се фали дека е расчистување со криминал. И си седи удобно во пратеничката фотелја со плата од 1000 евра, не се некоја пара. Ке чека се да се подзаборави, како што се подзаборави пратеникот Љубовџија. Чека да ја одмине партиската метла. За оние послушните, лидерот не кажа дека ќе бидат сменети. Тие се секогаш корисни, а и ѕвезда си е ѕвезда, нели?